Владата со одлука може да поништи пропис или акт на МВР кој не е во согласност со уставот и законите, но не и конкретно решение за распоредување на работникот. Вака министерот за внатрешни работи Наќа Чулев ја коментира синокешната владина одлука, со која беа поништени 89 негови решенија за распределби во полицијата. Тој утрово преку телеграма им наредил на организацијските структури во МВР да постапуваат согласно решенијата издадени со негов подпис. Одлуката на владата е незаконска, испротивна со уставот и законите. Имено неприкосновено на право на министерот е да одлучува, да донесува решенија, да врши распоредувања, односно министерот е тој што раководи со министерството. Владата не може колективно да укине поединечни правни акти во случајот решенија. По вчерашната одлука на владата, денеска од Илинденска број 2 останаа должни со одговор, зошто се поништија решенијата на министерот. Оправдување за владината одлука стигна од кабинетот на заменичката во МВР Славјанка Петровска. Таа вели оти Чулев не смел да ги поттикнува вработените да сторат повреда на законот и да не ја почитуваат одлуката на владата, ниту пак смеел тоа да го прави преку телеграма. Токму прераспределбите во полицијата беа причина за несогласување помеѓу Чулев и неговиот претходник Оливер Спасовски. Чулев го обвини Спасовски дека пред заминување од функцијата министер донел повеќе од 2000 решенија за унапредување и распоредување на пониски работни места, а стотина од предметите според Чулев биле спротивни на законите.